Резултати поголеми од очекувањата. Економскиот раст во третиот квартал достигна 3%. Премиерот Мицкоски е задоволен од постигнатото во услови на сложени економски и геополитички прилики и слаби перформанси во првиот квартал за време на техничката влада. Тој посочи дека остварениот раст е еден од најголемите во Европа и на Балканот. Повисоки стапки на раст Мицкоски очекува во последниот квартал, кога се регистрирани и поголеми приливи по основ на даноци, придонеси и царини. Годината според него може да заврши во позитива од 3%. За подсетување, владата во ребалансот напиша дека очекува пораст од 2,1, а Светска банка 1,8% зголемување на економските активности. Успеавме после консолидирање на македонската економија првите индикатори да бидат едни од најдобрите во Европа, а секако меѓу најдобрите во регионот. Дали можеме и треба да сме задоволни? Одговорот е дека ние тука не застануваме, ќе продолжиме да работиме и за кратко време, да заклучам, имаме плюс 3% раст на бруто домашниот производ и рекордно ниво на странски инвестиции, кои, како што кажавме, очекуваме дека до крајот на годината ќе биде повеќе од 1 милиарда евра. Премиерот очекува забрзаните економски активности да продолжат и во 2025 година. Развојот треба, според него, да го покрене инвестицијскиот циклус од околу 800 милиони евра, кои се темели на кредитите за фирмите и капиталните инвестиции на општините во вкупна вредност од 500 милиони евра, пари обезбедени од заемот од Унгарија. Тоа се бран од 800 милиони евра инвестиции, што денеска представува од прилика некаде околу 5% од вкупниот домашен производ и очекувам на бранот на сето ова да во следните два квартали имаме раст кој што можеби ќе биде еден од најдобрите, ако не и најдобар во регионот сигурно, туку и во Европа. Во 2025 година ќе има и забрзана изградба на коридорите 8 и 10, како и рекордно ниво на капитални инвестиции од над 800 милиони евра. Буџетот за до година ќе се разгледува на пленарна седница во собранието следната недела. Министерката за финансии Димитриевска Кочовска го креираше буџетот од 6,5 милиарди евра врз основа на проекции за економски раст од 3,7% следната година.